Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер и добродојдовте во Гласот на народот. Почитувани, продолжуваме натаму кај што застанува делот на представување на лидерите на политичките партии со оглед дека ова е серијал наречен Лидерска призма, но имаме и работен наслов. Со оглед дека политичар кој го познавам речиси 20 на години, кој за мен има конзистентен стан во делот на политиката и човек кој направи еден редизајн во урбаниот простор, да речам во град Скопје, на општина која навистина може да се пофали дека општина за респект визави другите општини кои претендираат да покажат исто така квалитетни резултати. Секако че има општина Македонија кој покажа големи успеси, но општина во изминатиот период кој го измени ликот на Скопје, одобено таму каде што живеат нашите сограѓани, нашите пријатели албанците, а тоа е општина Чаир. Изет Меджити, председател на Демократско движење, ќе му посакам добро вечер и добро дојде. Добро најдов. Фала на поканата. Чести задоволство со оглед дека господин Меджити, ова е серијал низ Лидерска призма, но работниот наслов ми беше чисто во мислата. Имаше еден филм Крамер против Крамера. И викам, ќе ставам Дуј против Дуј. Дали можам да речем така нешто? Па и може да се каже. Добивте еден атрибут или да речеме епитет огнени. Зошто огнени? Така бевме нарачени на почетоците, кога не свати сериозно господинот Ахмети. Има еден албански филм од времето на Енвер Хоџа, кога одредена група на истомисленици кои што не мислеле како комунистиве и тогаш соработувале со американциве и англичаните. И на крај ги открива Хоџа и сите одат на... Затвор. Не, ги утепал. Значи, никој не брза поставка, преки суд. Да, воен суд и никој не останал од нив. Значи, и тоа беше малку несериозно сватено на почеток, но полека кон тоа се оди. Значи, искрата сепак го создаде тој пламен, тој оган. Има ли шанса да го запалите, да го изгорите, фигуративно зборам политички? Прво, значи... Има таму има честни луѓе, има луѓе кои се за респект, меѓутоа фродмените покажа кои се и што се. Не случајно, значи победиле во неколку наврати, се до 2012. Од 12 тие што ги познаваат приликите, значи албанците во Македонија гласаат опозицијски. Но проблемот не беше никај гласачот, никај гласот на народот, никај Дуј кој што ги изгуби избориве. Проблемот беше кај албанската опозиција, која што не беше унифицирана, не беше заедно, немаше унифициран глас, заедничка програма, визија, како што да понудат на граѓаните и затоа Дуј обстои до сега. Што однесува до огнените, мислам тоа веќе беше преводна фаза. Тоа натре во Дуј ја имаме на политичка битка подолго време, значи најмалку на 10 години. Беше критично 2016 кога во Дуј имаше дебата, имаше две крила, дали да продолжиме со Груевски или да отвориме ново поглавје со Заев. Ја го направив тогаш првиот контакт со Заев. И не сум, значи, придонесов Дуј да се отрне од режимот, мислечи дека е завршено со тоа. Но со тек на време се увиде и испадна на површина дека тие контакти не биле прекинати, туку биле воспоставени, но
скришом од народот, така да во последно време веќе очигледно е дека дуи и режимот, мислам Груевски, Мјалков и другите, значи комуницирале цело време, затоа се случуваат овие работи во судскиот совет, затоа се случува притисоци во Врховниот суд, затоа денес дуи ориентирано, значи по менторство на тие, значи менторите на Груби, значи кон бизнис казината, кон брзите кредити, кои што е легализација на ликварството и кон овие скандалозни действија или сегојдневните коруптивни скандали што ги сега се појавуваат. Ќе одиме репер, значи прв пат го слушам, значи вие сте кумот за таа коалиција. Со Заев. Да. Не ви шепна некој од надвор? Телефон од црвениот, телефон да проработи. Прво, значи, сега, мислам, кај народот воопшто, но посебно кај албанциве, кај што е мој терен и тука, значи, ги добиваме гласовите. Ја не сум човек од канцеларија, јас сум човек од терен и во секојдневните средби, значи, очигледно беше дека 100%, да не кажам, мислам, сите, голем горото од албанциве, значи, сака промена, сака, значи, да се отвори нова политичка ера и тоа што се случи потоа, значи, се отвори Македонија, стана дел од НАТО, кон интегративните процеси. Нормално дека нема да кријам дека бев во контакти и со меѓународниот фактор, кој што заедно како и граѓаните и сакаат добро на оваа држава. Но дали успеа, господин Меđити, дефинитивно со оглед дека Македонија ќе се согласите со мене? Вие сте автохтон македонец, албански македонец, во секој случај роден сте во Македонија, во Скопје, 77 година. Сум албанец од Македонија. Македонски албанец. Ти си албанец од Македонија, добре. Јас не го одам на таа ситуација да ве дерогирам. Посебна тема, значи ако ме прашаш мене, одговорот е јас сум албанец, ја го почитам секако роден и живеам граѓанин во Македонија. Да. Јас сум србен, меѓутоа сум роден во Србија, живеам во Македонија. Меѓутоа чест ми е да работам и да ја почитувам македонската кауза, македонскиот устав и се тоа. Но додиме ред по ред. Дали се изненадивте од политичкото живење и работење за Зоран Заев, бидејќи сепак од лукративни причини, што е факт, дојде на политичката сцена, најавуваше не беше од интерес на времето, бидејќи сме 45 минути во овој формат и сакам што повеќе да извлечам од вас. Се случија промени, но како и да е. Меѓутоа видовме дека Зоран Заев не донесе никаква позитивна енергија во Македонија, напротив, го фаворизира криминалот, ги фаворизира сите негативни појави како што се тендерството и редови работи кои се де факто почна Заев, завршува Ковачевски, кој исто пајташ со вашиот поранешен пријател и преседател, речем, на ДУИ. Дали чувствувате се грижена совест? Не. Зашто? Режимот на Груевски беше забега, значи и во корупција и во ориентација, значи политичка ориентација на државата. Така да ја не сум во својство тука адвокација на Заев, кој што ми е другар, покај без разлика, значи на политичките околности, но ќе кажам дека тој беше во тоа време храбар, кој што ја презеде одговорноста, требаше да смени името, да станеме дел од НАТО, кое што придонесе оваа држава да биде постабилно и мислам дека и покрај турбуленциите, и покрај војната во Украина, и покрај превирањата во Косово и се, мислам дека секој граѓанин без разлика на етничката припадност се чувствуваше постабилен. Служба, дружба. Јас немам ништо против вашето другарство. Во овој дел, значи, се чувствува, има придобивка дека сме дел од таа голема алијанса каде што припаѓаат големите нации. За другиот дел, значи политиките, грешките, бидејќи тендерарството, корупцијата се извориште од Зоран Заев. Да, можеме, значи, друга призма и тоа може во некоја прилика да го прашате него. Еве, во ред, кешке да дојде, бидејќи некако секој избегнува. Тој даде придонес, значи, да се смени политичката Македонија да испадне од калта и да се
ориентира кон евроинтеграциите Тоа ќе се покаже и да биде на- дел на од НАТО, изборите. а тоа не е малку, Секако. посебно во овие турбулентни времиња. Да бидам искрен, јас сум против секој криминал, секоја криминална иницијатива на поединци кои од лукративни причини доаѓаат, го лажат народот, заминуваат и се тоа. Но еве да видиме како владе Али Ахмети. Али Ахмети да според оценката на јавното мислење го споредуваат со Тито и со уште еден политичар, режија, ви молам само слайдовите. Јосип Брз Тито владеел, рече се, од 39 година до 80-та. Мугабе 37, Ахмети прашно не ставиме. Значи, никако, тоа е прво и политички, нехигиенски, велат експертите и познавачите на политичкиот амбиент. Не е убаво еден политичар да владее и да биде присутен на политиката со децени. Станува султан. Дали треба султан парти и султанати да имаме Македонија? Еве го спомнате Груевски замина. Прво, И значи, ако претендираме да бидеме дел од Европска Унија и веќе сме и стратешки партнер на Соединетите Американски држави, Секако. кои што имаат многу поголемо искуство и ги поминале овие работи уште на време, значи се едно 200 години пред нас во однос на демократските процеси. Таму и најпаметен, најдобар да е, значи првиот мандат може да го добие, вториот ако го добие, но третиот не може. Значи, Може ли на мускули со има, лаги? има лимитирано, значи дека истиот човек не може да продолжи трет мандат. Збориме за Америка, збориме за Америка, така? Да. Да. Второ, значи, еве моето искуство, сум го чувствувал тоа, дека најдобар поток ми беше тоа што не испаднав за четврти мандат како градоначалник во Чаир. Ви бевте 3 мандата од 2007. Дозволете ми да завршам. Повелете. Мислам, имам дилеми дека дали требаше да одам третиот мандат. Од третиот мандат и ја немав таков елан, таква мотивација и народот веќе се сити од истиот човек. Досадно. Така да мислам дека 2 мандати се доволно, повеќе од доволно. Еве да кажеме дека тука политички процеси имаше од 2001 навака, мислам Ахмети најави пред 2016 дека ќе замине со влезот во НАТО, после се смени се пишмани, да одеше тој период, значи да ја внесеше Македонија во НАТО, иако не беше негова заслуга, тоа беше заслуга на Заев, но имаше... Ама само тој бил представник од Македонија, се сеќавате? Во НАТО, во Брисел кога замина. Кој? Али Ахмети. Ниту еден представник, само Али Ахмети. Дента, кога се подпиша документот. Медиумите тоа го регистрирали. Мене беше чудно. Ни Заев, никој Али Ахмети. Не е точно тоа, не знам за што зборите. Зборам на денот кога... не може премиер да не биде председател на партија. Официјалниот дел кога беше, меѓутоа првиот ден кога веќе објавија дека ќе бидеме, Али Ахмети беше од Не знам, не сум забавен. Не го следнавте настанот. Знам дека 2016 требаше да оди режимот, да дојде нова влада на чело со Заев, кој што имаше храброст, не беше лесно тоа да го смени името од Македонија во Северна Македонија и да стане дел од НАТО. Значи, во оваа насока сакам да зборам дека имаше некој придонес, но Заев дуи да немаше 10 пратеника, значи опозицијата да имаше 11-12, да беше споена, ќе беше дел од владата на Заев, пак ќе Македонија, значи ќе беше дел од НАТО. Во таа насока зборам, но еве среќата беше таква што опозицијата не се обедини и дуи беше дел од владата на Заев. И Македонија стана дел од НАТО, значи тоа беше одличен момент Ахмети да каже дека направи војна, ги унапредив каузата за албанците, Македонија дел од НАТО е постабилна, посигурна и оставам на младите генерации да ја терат работа за интеграциите. Мислам и тие што го сака и тие што не го сака, ќе го цена, значи ќе беше во прилика како Меркел, кој што можеше и понатака можеше да остане и понатака, таа беше силен лидер во Европската Унија и во Германија, но во одреден момент се повлече и отиде, значи, славно. И ја паметат, значи, како успешен. Тоа што од 2016 навака останува по секоја цена во политичката сцена, секој ден повеќе тоа го кошта. А посебно, значи, последните 4 години, тоа што ја го зборам, значи, од 2020, ако не памтите, да ве потсетам, значи 17 дена немаше влада, и ја и Коджаджико не ја гласавме владата.
Тоа што отиде по паметот на Груби, значи дојде за жал, значи дојде во вакво дереđe, во голема корупција, во влијание во судството, уништување на правната држава, и покрај тоа што има пола министри албанци, значи ништо нема реализирано во однос на тоа, направивме ревизија како огнена група, значи на програмата со која што испаднавме како ДУИ и ги добивме тие гласови 2020 година, испадна дека само 2% од програмата е реализирана. Значи и во однос Мислите овие министри што се сега актуелни? Да, и во однос на Османи, капитални Бекеши. инвестиции, и во однос на албанската кауза, и во однос на вработување, унапредување, образование, здравство и сето тоа. Значи, номинално, никогаш повеќе албанци немале власт во Македонија. Перцепцијата е дека имаат премногу, но во суштина не се менува ништо кај албанци и затоа овие 3 години значи има алармантна миграција значи на младите и на албанците и на другите. Колку се иселија? Па еве само во село Матече бев за овие 3 години 200 млади испаднале од селото Матече. Значи, ако збориме за општина Липково, тоа е пута 15. А како Македонија, знаете? Многу лошо, значи еве ги следам бројките, значи Гостивар, Врапчиште, Тетово. И другиот да речеме. Бројките се преполовени, значи кај ученици, значи по училишта се затвараат паралелки, негде се затвараат и училишта. Значи и покрај тоа што има алармантно миграција на младите, кои што не одат само заради платите, одат и заради лошото образование, лошото здравство, лошото безбедноста и ред други прашања, значи владата не гледа за соно да седне и да расправа за ова како прво да се спречи, па после значи да се види како понатаму. Холандскиот амбасадор дојде директно. Сакам ова, значи и покрај тоа што има пример министар за здравство албанец од Гостивар, директор на фондот за здравство албанец од Тетово, кој што има врзан подпис од другиот директор македонец. Значи здравството по значи финансирање по број на пациент, значи по пациент, значи Тетово трпи годишно минус 25 милиони евра во однос на другите градови во држава. Тоа во однос ако го собереме, сумираме за цел мандат е минус 100 милиони евра, затоа и во Тетово здравството е такво. Значи уште полошо од Скопје, од Штип, од не знам каде. А истото се случува и во образование, истото се случува во Кратово. Значи нас албанците се веќе сити од символика само, да имаат премиер албанец, да имаат председател на собрание албанец, да имаат министар за финансии албанец. А не ги интересира социјалната ситуација на тоа не го чувствува значи граѓанинот албанец, не го чувствува училиштата, не го чувствува здравството, не го чувствува бизнисменот. Значи и покрај тоа што 80% од ресорите економски, значи во владата се албанци, економската зона каде што превагнува, значи повеќе ги има инвеститори албанци, иако има и македонци, кои што со своја пот се до тоа го изградиле. Немаат купено земјиште по 1 евро, имаат купено по 100 евра, 200 евра квадрат, имаат платено скапи комунални, вработуваат, придонесуваат 4 до 5% на бруто домашниот производ, плаќаат огромни даноци. Таму има лош никако да се изгради патот, никако да им се изгради пристапот. И покрај тоа немаат подземна инфраструктура, не инвестира ништо државата. Малце им беше тоа, имаше едно казино, сега има десетици казина таму. Станува Лас Вегас, па таму има убиства, таму има инциденти, таму има брзи кредити, таму има значи некои хотели за дневен престој. Значи веќе го рековте бова. Затоа, значи на албанците веќе не им требаат луѓе кои што ќе бидат само во функција на себе си и на своите семејства. Туку им требаат луѓе кои ќе земат мандат. Дали сте љубоморен на Адртан Груби или рековте, дозволите само да ве прашам искрено, почитувајќи ве, реков знам 20 години, знам како карактер сте. Дали по дефиниција сте суетен или се плашите компетиција, еве Артем Груби ми го превзете лидерството, кормиларството, вие сте тој што го донесовте Ѓорѓи Искендер, Ѓорѓ Кастриоти, како да речам, и му рековте команданте ви го донесо во Скопје, пред сета јавност. Дали Ахмети ви рече благодарно за тоа и за сметка на тоа го донесе Груби како кормилар на бродот? Не, Ахмети, мислам, освен Скендербек и Груби, и Османи и другите, јас сум ги донал удои. И Османи се го донесовте?
Да. И со што се Значи, изложила ја 2005 значи станав градоначалник, од 2006 бев член на претседателство на ДУИ, понатака подпредседател и придонесов значи ДУИ да окрупни, да има да биде бастион Чаир и Скопје, значи за демократската унија за интеграција и ова не се случи случајно, значи ја донесов луѓе Бујар од ДПА, Артан од невладиниот, има и други листи, мислам млади, перспективни, кои што ги донесов од невладиниот, од други политички партии, независни, кои што станаа дел од демократија. ДУИ. Да, и го зајакнав, мислам, ДУИ, значи од формирање до сега, никогаш не трпел... Зошто ви го свртија грб? Не трпел пораз во Чаир, освен кога носител на листа 2016 беше Артан Груби, тогаш ДУИ беше трета. Значи, не е проблем тука веќе Груби да се кандидира за куќниот совет кај што живее и таму ќе изгуби. Проблемот е кај Ахмети што целиот овој багаж, целиот овој придонес, целиот ова богатство, значи што е направено Што го стекнал? ДУИ, значи со кадри со се до тоа го предаде така на Груби и дојде во вакво дереče. Јас ве зовам, Режја. Имаме една информација од Слободна Европа. Знам кај што Слободна Европа и Гласот на Америка, отварат приказка, веќе се at the end of the story. Крај на политичкиот амбиент, крај на лидерот на таа политичка партија. Ова е силно винување. Председателот на СДСМ и поранешен премиер на СДСМ Владо Бучковски падна токму ради фабрика. Се сеќавате за тоа купување новинари и се тоа. Ај сега како можете и вие како група тројка баравте и ги повикавте институциите на системот, финансова полиција и сето на диспита за тие фантом средства што се дадат за невладини организации. Ве молам, Режја, може да го кроламе, да видиме, а вие коментирате, ако може. Ве молам. Не е текст, не е прилог, можете, да го искоментирате. Вика државни пари за невладини во рацете на дел од администрацијата на ДУИ. Повелете. Да, значи, мислам дека во секретаријатот кој сега е политички систем, скоментирате. Има секоја година негде околу 200.000 евра. Повеќе денес. Имаше, значи сигурно можеби Груби се ставил повеќе, кои што во функција на промоција на рамковниот договор, на нови идеи, на како подобро да се имплементира рамковниот договор. Но овој успеа и ова да го злоупотреби и значи да ги стави под своја контрола. Ги купува со еден звон, може да речем? Ги купува на некој начин. 10.000 евра невладин, без повраток, значи грантови. Истото го прави и со медиумите, значи веќе станаа соственици на ТВ Клан, телевизијата, тука што е значи на некои портали, голем број портали кои што канцелариите се вработени и канцелариите ги користат во политичкиот систем, значи кај него истото го прави со невладиниот сектор и ова е удар врз демократијата и затоа воглавно медиумите кои што се независни, кои што се финансираат од Европска унија и Соединетите Американски држави, токму тие ги отварат овие теми и ги има пред јавноста. Со важно да го објават, што е сепак кој е голем криминал. Кој е голем криминал. Јас тука би ја замолил и режијата, ако може еден клип, а тоа е лидерот на политичката партија ВМРО ДПМН во емисијата на телевизија Телма јавно и гласно упати порака кои сака да бидат партнери во делот на политичките случувања што ќе не пристојува тоа се изборите. Режи, одеме со изјавата на Христијан Мицковски. Знае кој е нашиот народот и нормално на политичката сцена албанскиот коалицијски партнер би сакале да биде оваа тројна коалиција, Европски фронт за промени, на Касами, Гаши и Меджити. Јас ова не сакам многу да го зборувам во јавност. Зошто бегам од оваа тема? Затоа што овие другиве, бидејќи имаат стекнато голем имот, материјално се мокини, преку медиумите, структурата која што имаат, ги анатемисуваат, видете, овие со кауриве сакаат на нас
повторно албанците да ни наднесат штета. Во однос... Ние сме на темисани, затоа Добра, мовчам. ама ВМРО ДПМН не треба да покаже политичка зрелост и во однос на Па поголема политичка зрелост националните и другите прашања, ние сме во меѓутоа коалиција, дали во Гостивар сме во коалиција, во Тетово сме во коалиција. Викаат немал потенцијал во. Како немаме во Гостивар сме во коалиција, во Тетово сме во коалиција. дали разговарате и со Таравари, Алијанса? Не. Дали очекувате да се придружи на опозицијските партии, бидејќи таму имаше шпекулации? Па оној Арбен ја што го знам, кога имав комуникација, ги знам неговите ставови како личност, како човек. И мислам дека ако остане на тоа што тогаш сме го разговарале, дека мислам дека таа одлука за него ќе биде исклучително важна. И ценам дека одлуката за која што би требало да донесе се, не знам дали тој си знае сега, тој е сепак претседател на партија, автентичен и така натаму. Неговото друштво е, не знам и сега зошто е со овие. Мислам дека треба час поскоро да излезе таму и да се приклучи на условно кажано антидуи структурата. Има ли шанси да биде во структурата на антидуи коалицијата Таравари? Во интензивни разговори, преговори сме, но треба тие како политичка партија да донесат автономна одлука. Тоа што го знаме, според нивните анкети, тие што ги терат и што ги имаат како резултат, повеќе од 2/3 од нивното членство, значи, посакуваат соработка со албанската опозиција и се опозицијски настроени и тие и формирани се како антипод на Демократската унија за интеграција. Така да логично, природно е да припадне, да премине на ова страна, но сепак одлуката е нивна, автономна. Го слушнав на Мицковски дека посакува да бидете во друштво со... Логично и здраво, значи за процесиве македонската опозиција да формира влада со албанската опозиција, биќе во спротивно ќе се случи ова што... Тој мајски договор пропадна и не е важност. Не, друго сакам да кажам, значи иначе ќе се случи ова што ЗАЕВ или СДС беше приморан заради бројките да направи влада пак со ДУИ и денеска да остане, значи, да има багаж, значи, и тоа да ги тера да соработуваат со Груевски и бившиот, речем, значи старото ВМРО ДПМН. Затоа ако сакаме, значи, нова влада со нови политики и отворена, значи, борба против корупција, правна држава, се до тоа, значи не треба да има пепси, значи, од минатото. Октоподот треба да се скрати. Тоа е прво, но ние како албанска опозиција, значи, сме фокусирани сега на програмата, значи, која што ќе понудиме, значи, на гласачите. Второ, да испаднеме убедливо победници, значи, во албанскиот кампус, а во однос на преговорите тоа ќе биде отом потом. Неминовна е соработката и сега, значи, по општините, која што има, значи, Мицко ВМРО да помене Тетово, Гостивар и некои други општини, но зборам и во други околности, пример во однос на Државната изборна комисија. Значи, тука не е дека ВМРО е многу размислува околу тоа дали ќе има член албанската опозиција или не. Туку тоа утре ќе отвара други проблеми. Значи, ако нема албанската опозиција, значи, прво ќе се прекрши законот. Значи, помени на кути? Се остава дамка на изборите. Утре некој може да ги спореди тие избори. Трето, април месец ВМРО ќе има претседателски кандидат. Ако нема албанската опозиција, значи, своји представници во изборните комисии, значи, таму има голема можност за нерегуларности, за полнење на кутиите. Значи, ако има и албанската опозиција кандидат свој и представници во изборните комисии, многу помало или никаква ќе биде можноста ДУИ и другите да ги полнат кутиите. Докаде работата со членот на... Се бориме, значи... Преку се да ќе организирате улични демонстрации? Не, прво, значи, ние бойкотираме собрание. Второ е, бараме средба сега кај новиот претседател на собранието, кој што очекуваме, нема да оди како талјат, значи, на прекршување на законот и да стави дамка на изборниот процес уште пред да почнат избориве.
и ќе остане комисијата со 6 члена и утре може да има одлука 3-3 и ќе треба да се носат одлуките во управниот суд. Значи, уште пред да почнат избориве, ние изборниот процес го носиме по судски процес и ставаме дамка. Не чекаме, значи очекувам, значи да не оди по паметот, по стапките на Џаферот. Утре задудре ќе сносат и кривична одговорност од тука го кршат законот. Го спомнате Џафериеве повторно дезертира. А тоа се однесува вема мрежа, ако може следот. Веднаш ги откачи се збор македонските новинари медиуми, се сретна со представници на моите колеги од Тирана и Приштина. Режи, ако може, ова е повторно талат во својот манир. Ги едноставно, колку е тоа, господин Меджити, колку е професионално, етички, морално, на еден што види 15 до 9 на работа е точен, но колку е точен со паметот, простите, али морам така да реагирам, мака да се однесува. Не е добро, значи, ова е непочит, значи, кон новинарите од тука, кон медиумите од тука, кои што придонеле и за популарност или промовирање и на Талјат и на дуи политиките до сега. Не гледам и некои новинари кои што многу силно и слепо, значи, ги бранат политиките на дуи, значи кон нив има непочит. Или па го гледам новинарот тамо Батонаџиев кој што го кажал најгрди зборови за Ахмети. Значи, и сепак седна со него. И го гледам сега заедно слават, а истиот, значи, има изјава во медиумите дека како го гласате, тој овчар тамо, тој неинтелигентен, нешколуван политичар. Но веле дека имала интелигенција, поголем коефициент на интелигенција. Не зборам за Батонаџиев, за Ахмети. И тоа беше смешно, значи не знам. Имаше една оценка братот на Тала Џафери, вели има таков коефициент на интелигенција појак од Алберт Ајнштајн. Вчера треба да им се опрости, значи беа во делириум, значи и мислам дека ако тие се многу стресни за и машни, јас се сеќам тоа машна и зајава покажа на нивице, меѓутоа беше на гротесна, како и да е. Не ми се мешам у политиката. Да, машните беа од Чачак. Од Чачак? Да. Ова не го знам. Види, да видам искрен, привилегија ми што сте мој соговорник, ексклузивни работи слушна. Гледачите од прва рака. Ајде додиме повторно со господот Груби, бидејќи навистина човекот создаде една голема дубиоза во делот на политичкото живење. Медиумите преднесуваат со Бехтел и Ненка 250 милиони утре ќе станете политичка власт, ќе станете власт во Македонија. Тоа се пари од лиени. Една дупка само имаме покажано, не може да се излаже. 240 милиони од буџетот на Македонија се префрлени на сметка на Бехтел и Ненка. Ние испаднавме, има и пресконференција да промовираат дека после 4 години и пак не го истерале до крај тие 2 километри Скопје-Блац. До границата. До границава, кај што испаднале министри, директорот, цела власт тамо да се фалат за 2 километри во 4 години. И сега ако тоа го, значи колку време им треба на овие, ако одиме по овој ученик што го имат направено, значи на овие им требаат едно 50-100 години власт за да направат некој коридор или нешто поголемо. Во принцип ние сме за коридорите, се битни за априори. Тоа е економски, придонесува за економски развој на туризмот, на движење на граѓаните, но секоја влада треба да се однесува домаќински. Прво, значи не можеш и ние дома, значи со средствата што ги имаме треба да планираме што ќе оди за школување на деца, што за здравје, што за храна, што за други, значи се однесуваш домаќински. Не можеш, значи ти ја зимаш платава и цела викаш ќе направам фасада на куќата за да сите видат дека имам убава куќа. Значи и тука не може сите, значи со ваков буџет, со вакви проекции, значи да оставаш све друго и тераш само во изградба на коридор, значи може, значи тоа делумно да оди 500 милиони за коридор овие години, другото ќе оди за подобро образование, подобро здравство, за да не ни бегаат. Колку се реални цените на километрот? Да не ни бегаат луѓево, и кога ќе избегаат луѓево, на кого ќе служат тие коридори?
Тоа нема да служат на граѓаните на оваа држава. Тоа ќе служат само за транзит, романците или бугариве кои ќе сакаат да преминат преку Албанија и Италија. Да. Ајде ба се околу тоа што Да не навлеземе значи во делот на што успеа, значи да стави дамка и на една таква сериозна компанија како што е Бехтел, кој што е мултимилиардна референтна фирма, светска фирма, има големи проекти, но он како што знае, значи ја гледам, значи отвара конкурс за вработување таму. Он сега се издвоиле 200 милиони, викаш, ама граѓаните во гостиварски села кај што треба да помине автопатот, значи ќе обештетуваат за символични средства. И тоа за автопатот символични. Експропријација, мислите за експропријација? Да, значи со никакви средства. Имаше автопат изграден во Косово, на таму беа обештетени како што треба граѓаните. Овие ако можат и при тоа ќе им обештетат минимално, а другото сака да го земе за себе да изградат утра некои да се ги испејат. Хотели, бензински помпи, значи длабоко се влезени. Плановите на Дујч со председателски кандидат. Беше споменато дека може ли да биде две имиња, јас кој би ви спомнал. Едно беше споменат на Алијансата на Таравари, дали е можно да биде тој председателски кандидат, а втора ситуација во една прилика ми беше гостин кај што седите тука, господинот Лазар Еленовски, кој го почитувам многу и наистина го поздравам од ова место. Политичар кој е доста дисперзиран во просторот на политички план, меѓународно признат, голема конекција со големи фаци, имиња во политичкиот амбиент и Америка и Брисел и сето она. Беше ситуација дали може да биде Лазар Еленовски како можен кандидат за председателски кандидат од ваша партија, што реков ги пореметивте лунчињата и са дуи. И тие сака да пуштат свој кандидат за председател. Кажете ми од оваа трилинг што ги спомнав. Прво да одиме со Таравари. Прво, значи, како опозиција, значи, нормално очекувана, значи, ние изборите се тие кога ние очекуваме шанса, значи, да се мериме кај граѓаните. И нормално е дека и на председателски, и на парламентарни, тоа се единствена шанса ние да понудиме наша програма и да испанеме со шанса да има промена кај албанците. Затоа ние одлучивме како албанска опозиција да имаме наш кандидат, но кој ќе биде кандидатот, рано е, мислам. Затоа разговараме, преговараме, не исклучува можност, значи, и за Таравари. Со Еленовски, значи, се знаеме долго време, има своји квалитети. Дури едно време, значи, кога Ахмети испадна со консензуален кандидат, секој асоцираше на господинот Еленовски, од мешан брак е албанец, но идејата беше така, значи, со тек на време се смени и испадна, сакаа после да промовираат и други кандидати кои што не се консензуални, да кажат дека... Меѓутоа, сепак Еленовски, според мене, и е консензуален во секој случај. Да, мислам, и идејата тогаш одеше кон него, но со тек на време, значи, се сменија околностиве и немаше консензуален кандидат. Значи, дуи се тргнаат својата идеја и евентуално, значи, биде со албански кандидат, ние ќе претендираме на, значи, во албанскиот кампус евентуално да влеземе во вториот круг. Со Лазар би бил некој поголем проект, значи, кој што би бил поддржан од целата опозиција, кој што ќе биде кандидат, значи, и од македонската опозиција, прифатлив и за албанците, кој што ќе има и албански гласови, значи е покрупен, но затоа не зависи само од нас, имам почит кон него, е професионалец, а во однос на албанската опозиција, значи, најверојатно ќе имаме кандидат, но рано е да кажам кој. Дали луѓето дефинитивно ќе ви согледа кај ве дадовте доста ексклузивни работи и кажавте што сте направиле во изминатите години. Да бидам искрен, се сретнавте со они двајца мои соговорници, тоа е господинот Даниел Сервер и со господинот Едвард Џозеф. Тие не се за дискредитација, тие се луѓе кои се прави фронтмени и плеймейкери
народот да знае. Значи, и господинот што го критикува господин Мицкоски, најмалку е претпоставам дека истиот Војд Хеј што беше претходно, ја земал лугата, меѓутоа неговата оценка се види дека е ветерогрб на СДСМ и Али Ахмети со купувањето на колата, нели, за ВМРО ДПМН, алудирајќи на Мицкоски. Меѓутоа, зборот ми е Даниел Сервер и господин Џозеф се тие што треба да ја дефинират политичката стратегија за понатаму. Имам сознание дека добро поминавте и добро ве прифатија и добра анализа дадоа за вас. Кој е вашиот став? Вие бевте неколку пати, 2-3 пати или сега минатиот пат сега кога бевте 26-ти? Кога се вративте, бевте во Америка? Повеќе пати сум бил во Америка, значи сигурно зборите за последната посета, кога бевме заедно како албанска опозиција, заедно со господинот Касами, Гаши и господинот Чоку од Ветвендосија. Во тие 3-4 дена, значи краток престој, значи имавме одлични средби, одлична агенда, значи бевме прифатени добро и со конгресмените во Конгресот, и во Сенатот, и во Стейт департментот. Исто така искористивме прилика, значи да, ова е во Конгресот. Значи се сретнавме и со републиканци, и со демократи. Таму разговаравме, значи и за таму како се одвива, и тие се во тек на избори. Сум бил 3 пати, ги следев изборите председателски. Така да искористивме прилика, освен со нив, кои што се помалку информирани, значи за секојдневните процеси тука. Им ја дадовте сликата, вистинската слика? Да, се обидовме, значи отворено со наша визија, наши видување на ситуацијата и на како може да придонесеме за подобро. И се видовме и со Едвард Џозеф во универзитетот, и со Даниел Сервер, и со Вилијам Уокер, кои што се многу поупатени, многу поинформирани, значи на дневна база ги знаат сите детали и значи обострано се информиравме, значи и за нивното видување и како размислуваат, но и за нашето. Дали има шанси да ве демонтира вашиот опонент? Да речет, не е точно, со ви кажа Изет Меджити и групата, ние ќе ви кажеме вистинската слика. Мисля вашиот. Зашто, пример? За сето оно што ви го предочивте, или сепак американците се на јасна слика и став дека треба промени Македонија да има? Не кажав дека точно, значи, ова е дефиницијата. Ние отидовме да се информираме и обострано. Обично СДСМ предводена од Заев, од Ковачевски, според јавното мислење и експертската јавност, велат одат и опозицијата, и плукат. Плукат и на државата, и на опозицијата, што не професионално, не етички, не морално. Јас зборам за нашите средби, значи информиравме кои сме ние, зашто сме споени како албанска опозиција. И кои се очекувањата наши? Која е нашата програма, која е нашата визија, и во ниеден дел, значи 100% се совпаѓа со американската визија, која што нас ни е стратешки партнер како Северна Македонија, во однос на интегративниот процес, во однос на тој пат. Дали, уште еднаш кај реков, сепак ќе го победите до нови избори? Мислам, тоа ќе го оставиме на народот да го каже, но мојата анализа е, и мислам тоа е во бројки, ќе влезете во Државната изборна комисија од 2011 навака, значи албанците гласаат опозицијски. Значи тука опозицијата не беше споена. Да беше споена опозицијата 2016 дуи ќе беше опозиција. Опозицијата имаше над 120.000 гласови, дуи имаше 80.000 гласови. Исто 2020 година да беше споена, значи Беса, Алтернатива и Алијанса беа споени и Беса да беше со нив, значи албанската опозиција ќе победеше. Или пак има 12 пратеници и 4 Беса, значи со СДС сега се 16 во однос 15 наши. Така да ова што се случи веќе, не викам што ќе се случи, во моментот 4 политички субјекти албански се во Европскиот сојуз за промена. Се очекува и петиот, значи да премине, и ова е прв пат во историјата на албанци во Македонија 5 политички субјекти да бидат во една коалиција
и да зборат со еден глас, да имат една програма, иста визија Нема и дисонанца, фокусот. нема раштима оркестар, туку Значи, мислам кај гласачите албанци, веќе не сум од вчера во политиката, и на Ахмети и Дуи е истечен рокот. Немат што да понудат повеќе. диен до достори. Ова вчера, значи, беше само последниот обид да ги залажат албанциве со премиер албанец. Нема што друго да понудат. Имаат само една дилема, албанциве, дали ние сме спремни како албанска опозиција да понудиме добра програма, добра визија и да сносиме одговорноста за наредните 4 години. И благодарам многу. Благодарам Прва на вас. емисија, се надам дека ќе продолжите и натаму да бидете соговорник во Гласот на народот на телевизија Виста или другите наши емисии. Почитувани, сакам успех во работата. Тоа Фала и беше на вас исто. Изет Меджити, председател на Демократското движење и фронтменот на промените во Македонија, особено во албанскиот политички кампус. Се гледаме во петок во нашата обичајна емисија Политички магазин. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од Гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре во исто време на Вистинска телевизија.